Доктор Леов, ортопедијата е значајна гранка во работата на здравствените работници и медицината воопшто. Што овој поим значи, што треба граѓаните да знаат во делот на превентивата, а не само да доаѓаат и да побараат здравствена услуга кога се случуваат повреди. И ортопедијата тие има широка патологија. Значи, ако зборуваме за превентива, значи најчесто се тоа доенчиња, кај што се имаат неразвиени колкови кои е многу важно да се откријат навреме. Што значи дека треба да се откријат во барем првиот месец, затоа што третманот зависи од тоа кога е откриено. Колку порано е откриено, полесно се лечат. Конкретно за детски колк, кај што има недоразвиени колкови, исчашени колкови. И тоа е најдобро, има скрининг прегледи, тоа е оде со преглед и ехо на колкови, каде што рано се откриваат и со тоа и успехот во лечењето е поголем. Него, ако се откријат покасно, тогаш има повише се склони кон последици. Дали ова здравствена приватна организација издава такви услуги? Да, прегледи и ехо прегледи. Исто можам да напоменам дека и деца во развој, каде што има тие развојни деформитети како што се сколиози, кифози или некои деформитети на екстремитетите, кои што ако се откријат рано и може полесно да се излекуваат и да се следат, да не дојде до зголемување на тие деформитети, затоа што тие се лечат додека трае растот. Кога ќе заврши растот, тогаш тие више не може да се коригираат. Што треба да им препорачаме на младите мајки кои што се првородки, го имаат првото новороденче? Колку треба внимание да се обрне на овој дел? Барем, ако не после породување, барем првиот месец треба ортопедски преглед да се изврши и да се констатира дали има некои недостатоци. Најчесто е тоа кај децата, некои деформитети на стопало, колкови, некоја луксација да не се преведи, некоја недоразвие колк. Чи рано откривање и полесно е лечењето, и побрзо. Од она што сме го слушала е во делот на информациите од исто така од превентивата, службата за превенција, се почесто ни се појавуваат и дечиња со искривени рбетни столбови, со деформитети на стопалата, на ножињата, во школска возраст. Можете да ми кажете? Да, најчести се сколиози и кифози кај децата, значи тоа се деформитети на рбетен столб, тие се идиопатски така наречени, значи од непозната причина, али треба да се третираат навреме. Исто имаш деформитети на стопало, најчести се равни стапала, поретки може да бидат некои други деформитети. И исто имаш конкретно на долни екстремитети, да речеме, така наречени O или X нози, валгус или варус, кои што, ако не се третираат и останат во текот на живот, многу рано има оштетување на колената, кои што потоа завршуваат со вештачки колена. Препораката до нив, на колку време може тоа да се контролира, да се следи? Треба да секако да се донесат, ако се примети нешто, они имаат систематски прегледи. Значи, прво таму се они тие се скрининг прегледи, школска медицина, и треба да се види, да се упатат на специјалист ортопед за понатамошен третман. Ако дојдат кај нас, ние нормално ќе ги прегледаме се. Најчесто тие се откриваат на тие скрининг прегледи. Се или родителите ако приметат некогаш, и они се јавуваат на ортопед. А нова здравствена приватна ординација исто така ги издава тие услуги? Да. Во делот на децата и развојот на децата.